Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија побара средба со еврокомесарот Јоханес Хан за време на неговиот престој во Македонија. Од иницијативата напоменуваат дека Европската Унија треба да престане да ги игнорира барањата на граѓаните. Токму тоа ќе биде една од темите на кои би се разговарало со Хан на средбата, а на еврокомесарот ќе му бидат образложени и причините зошто е неприфатливо да се разговара за тиранската платформа. Ние сме реалност. Никој не може, не треба и не смее да ги игнорира 200.000 граѓани кои секојдневно протестираат. За жал, Европската Унија засега покажува игнорантски однос кон нас, но истовремено и кон граѓаните на Република Македонија. Порачуваме дека нема да дозволиме влада која ќе работи според платформа подготвена надвор од Македонија под покровителство на странски премиери. Било кој да биде избран за председател на собранието, бараме да ја одбие и отфрли истата. Целосно отфрлање затоа што со неа ќе имаме двонационална и федерална држава за сметка на унитарна и граѓанска Македонија. Европската Унија почива врз еднаквост, слобода и солидарност. Ние како граѓани сакаме овие принципи подеднакво да важат и за нашата држава. Интеграција наместо лажна надежд, известност наместо неизвестност. Бараме господинот Хан да се сретне со нас, за да може да му ги представиме нашите цели и барања кои се фиксни и непроменливи. Нивното игнорирање и игнорирањето на нашите барања може да создаде само дополнителни ризици. Масовните собери на иницијативата за заедничка Македонија започнаа од гостувањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во Сител, кој упати јасен повик до народот дека земјата е нападната и политичарите веќе не можат да ја бранат, бидејќи ВМРО ДПМН имаат 51 пратеник, а СДСМ е на другата страна, и дека во таква ситуација потребно е народот да си ја одбрани државата. Тоа беше искрата, жарчето, почетокот, прогласот, крикот, енергијата која подвижи масата народ, жарот кој го распали огнот. Тоа заедно со уште две објаснувања дека нападот на државата е со главна цел промена на името и идентитетот, а второстепено двојазичноста и федерализацијата, и дека ВМРО ДПМН е спремно да му ги стави на располагање своите 51 пратеник на СДСМ да формира влада, без во неа ВМРО да има своји представници, но со услов да се откаже од тиранската платформа. Беше понудено и ако сака зајав да го уапсе Груевски, и пак ВМРО да го поддржува за сите закони освен платформата. По тој јавен повик народот ја разбра пораката и сериозноста на ситуацијата, демонстрираше и доверба и капацитет да го разбере историскиот момент дека ова е денот кога треба да се стане на нозе и одлучи јасно да покаже дека оваа земја е негова и е подготвен да се бори со секого и да си ја зачува. Веќе од следниот ден народот масовно и постојано секој ден излегува и се бори за опстанокот на сопствената држава. На почетокот сите го потенцираа тоа излегување дека ќе трае ден, 2 или 3 и дека ќе згасне. Дека македонскиот народ нема капацитет да го распознае историскиот миг и дека не е аморфна маса незаинтересирана за опстанокот на државата. Веќе 21 ден без прекин, и по сонце, и дожд, и со ветер, и на полодно, и на потопло. Народот демонстрира отпор кон планот направен од надворешни центри за неговата земја, и бројот на луѓе кои излегуваат расте и не е поврзан со ниту една партија или националност. И немаат намера да запрат, додека сценаристот и Заев не се откажат. Намерата на која ќе оди СДСМ е откако ќе избере председател на собранието, потоа на сила да ги донесе законите предвидени со тиранската платформа, пред се законот за двојазичност. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат со протестите и понатаму се додека не се прифатат нивните барања.